Инфаркт и покосија 7 делчевци за само 2 недели, а среќа во несреќа е што здравствените работници од Делчевската брза помош интервенирале брзо со соодветна терапија и сите пациенти навреме се транспортирани до Скопскиот клинички центар и животот им е спасен. Као овој период во Идна медицинска помош Делчево имаме зголемен број на пациенти, процентуално изразено со акутен миокарден инфаркт, и дел, значи, со субакутен, бидејќи некои луѓе од нив се јавиле покасно на лекарски преглед, па е констатирана диагнозата. Станува збор за популација од 50 до 70 години, апсолутно сите се, значи, хронични болесници. Оваа здравствена патологија оди рака под рака со дисциплинираниот живот на кардиоваскуларните болни. Како причина најверојатно имаат скокнато доза од хроничната терапија или нередовно пиење на хроничната терапија испишана од матичен лекар. Друга причина, значи, нарушување во вредностите на крвниот притисок кај сите е констатирано, што исто укажува податок дека не се пие редовно испишаната терапија за хипертензија од матичен лекар и е направено најверојатно од земената анамнеза промени во однос на исхраната, зголемено количество на внесна сол, мрсна и калорична храна. Но и овој период со променливи и ниски температури негативно влијае кај пациентите со срцеви проблеми. Оние кои што се со коронарен синдром, со заболување на крвните садови на срцето, дека не треба наутро да излегуваат кога времето е ладно, значи прошетките кои што им се советуваат да ги прават во текот на денот, кога времето ќе стане малку потопло, дека не треба да се оптеретуваат со физичка работа, што е својствена за нашите краишта, цепење на дрва и слично. Но сепак, за инфарктите, но и мозочните удари, најголемо влијание има стресот. Според светски истражувања објавени лани, Македонија е единствената држава во која токму инфарктот е причина број 1 за смртност. Во Македонија, според податоците на Институтот за јавно здравје, дневно умираат по 4 луѓе како последица на инфаркт, па се поставува прашањето дали во земјава животот е исклучително стресен.